Премиерот е во потрага по формула, по некој магичен напиток со кој ги натера министрите и функционерите да работат повеќе и попосветено. Истражувањата се при крај, а експериментот кој бил спроведен со помош на неколкумина лекари изгледа дека има ефект. Чудно, но вистинито, има и такви здравствени работници кои што со помош на овој еликсир успеале да работат 31 ден во месец кога има 30 дена или помалку, 28, и ни помалку ни повеќе, туку 24 часа. Сепак, за да не ги префорсира до толку своите соработници, председателот на владата решил да пристапи со малку по-конзервативна метода и да користи нешто повеќе од половина од предвидената доза од еликсирот, која евидентно покажала резултат. Ако е природно да се работи 5 дена во неделата по 8 часа, сега ќе се работи 7 дена во неделата по 12, 13, 14 часа. И тоа е начинот на кој што мора да функционира оваа влада. И додека владата се подготвува да ги консолидира своите редови и да почне прекувремено да се ангажира, на памет не му паѓа таа тајна формула да ја сподели со опозицијата. Туку го користи секој момент сам да изрежира сцена во која тие не се ни декор. Добро е камерите повторно да ја фатат оваа страна од салата, моја лева, ваша десна страна, бидејќи денеска се пратенички прашања и замислете, од опозицијата нема никој присутен во салата додека одговора председателот на владата и членовите на владата. Еве сега дојде еден од опозицијата, добро е. Ама можеби и тоа е во ред, ако се земе предвид дека заменувањето од салата се должи на примери на политичкото неискуство на министрите и желбата на опозиционерите да не им создаваат непријатности, бидејќи соочени со нивните претходници, актуелните, како да не можат се уште да сватат дека се тие сега од страната на која седи власта. Министерке, ние влегуваме во приватен објект. Бивша министерке, добро се извинувам. Претходна. Ајде, да. А кога веќе се одмотува клопчето па се мешаат сегашни и бивши, наеднаш се појавуваат и тоа чисти реминисценции, кои со малку извештен политички декупаж ја отвараат вратата на темната страна на историјата. Јас малце подолго сум во политика и прашајте го Димче Апасиев како сте формирани. Јас се ви кажам. Со директна материјална поддршка од Сашо Мјалков, кој што сега го обвинувате за градење на хотел во Охрид и дека ние не сме го спречили. Прашајте. И која ви беше улогата во 2015 година? Да ја рушите шарената револуција, овие што ја правеа? И на крајот, се руши и се гради. Се менуваат и улогите, ама за се во собранието да се разбере како што треба. Изгледа мора да се смисли некаков еликсир за толкувачите, кои по кој знае кој пат не успева саглам да го одврзат и јазикот. Јас навистина не разбрав ништо од прашањето или преводот беше многу лош. Мислам дека преводот не е соодветен на тоа што вие го кажувате. Колку толку имам познавање на некои од речениците. Еве сега во овој пат ќе ви се обратам на ваш јазик за подобро да ме разберете. Некогаш за разбирачка не е потребно дури ни збор да се изусти, ама ако таму кај што навистина е неопходно, не достига од субјективни причини, тогаш не е проблем јазикот, туку субјектот. И тоа конечно некој треба да го разбере.